Почитувана јавност, медиуми, колеги пратеници, председателке, многу опширно, многу екстензивно, малку содржински зборувавте, затоа ќе се обидам на кратко, децидно, концизно и јасно да ги сообштам нашите ставови и видувања во врска со работата на вашите претходници, на вас, на целиот судски совет во оваа држава. Господја председателке, огромно мнозинство од граѓаните, огромно мнозинство од пратениците во собранието и сите добронамерни организации кои што ги мислат добро на Македонија, очекува од денес од сите вас во Совет да си поднесете оставки. Требаше да си поднесете оставки, бидејќи крајно време е во Република Македонија да создадеме еден нормален правен систем во кој што начелото на правда и правичност ќе бидат пресудни во правниот промет кој што го имаат граѓаните помеѓу себе или со институциите. Ние во Македонија правна држава немаме. Правната држава почива на два столба. Првиот е јавното обвинителство, а вториот е судството. Нити едното функционира, нити другото функционира. Срамно е никој да не поднесе оставка од функција за која што граѓаните, кои што и мене, и вас, и сите не плаќаат, имате 2% рейтинг. Никој да не биде одговорен за ништо, секој се седи на своето место со 2% рейтинг. Тоа е срамота. Уште поголема срамота е, сте напишале веднаш во втората глава, вели вака: Советот при разгледување на извештаите констатираше дека обвинителствата и покрај тешкотиите со кои се соочуваат како од аспект на недостаток на кадровски капацитети, така и од материјален аспект постигнале значителен резултат во работењето. Цела држава, сите граѓани сметаат дека нема резултат во право и правда. Сите меѓународни организации, пријателски држави, стратешки партнери сметаат дека нема право и правда во државата. Вие сметате дека е постигнат значаен успех. За каде, почитувана председателка, е починат? За каде? Зашто е постигнат значаен успех? За ништо. За 2% доверба. И она кое што е уште поголема трагедија, кога ваши колеги ги бираа дека во собранието, оние луѓе кои што гласале на претходните избори за ДУИ и за СДС, заедно имаа некаде околу 20 и нешто проценти рейтинг, а вие имавте од истите тие граѓани, од истата таа анкета, 2% рейтинг. Значи, 8 од 10 поддржувачи на оние кои што ве предлагаа, сметаат дека нема право и нема правна држава и нема обвинителски систем во Република Македонија. За жал, и тоа не е за ваша жал, за наша, за сите нас граѓаните, е тоа што немате авторитет, немате капацитет да воспоставите правна држава и правичен јавно обвинителски систем. Ке ви повторам, немате авторитет и немате капацитет да воспоставите правна држава и правичен јавно обвинителски систем. Тоа, почитувана, е реалноста во македонското општество. Имавте многу шанси овие 7 години да покажете и докажете дека политиката е едно, а судско-обвинителската власт е друго. Не го покажавте тоа. Во ова собрание претходните, знаете ли што правеа? Еве во вашиот домен. Кога им апсеа некои нивни првенци, а тоа не било нарачано од оној од Струмица, истиот доаѓаше во собранието и вика вака: обвинителството ќе има толку и толку буџет, колку што имало, не му го намалуваме, ама пошто од организиран криминал му апсиле еден,
ќе му намалиме повеќе од третина од буџетот. Еден збор како Совет за јавни обвинители не кажавте. Вие сте должни да се грижите за јавните обвинителства во Македонија, како кадровски, така да ги заштитите, така да им помагате, да се држите заедно, а не да изслугувате на политиката и на оној од Струмица што абдицираше и сега никаде го нема. Него никаде го нема, проблемите во општеството ги има. Него никаде го нема, проблемите и срамота уште поголем. Него никаде го нема, цел свет разбра за нашиот правосуден систем. И вие сте многу важна алка во тој правосуден систем. Алка која што за жал потврли. И треба да се свестиме, тоест од судскиот совет да се свестите дека оваа држава мора да оди напред. Дека со ваков совет на јавни обвинители гледаме дека не можеме да одиме напред. Ние, како пратеници и граѓаните, нема да дозволиме работите да се движат како до сега. Ние сакаме да имаме правна држава. Не може да имаме правна држава во која што ќе повторам, огромно множество пратеници, огромно множество граѓани, сите меѓународни странски организации сметаат дека немаме правна држава, а вие доаѓате со извештај и викате супер сме, напредуваме. Каде напредуваме? Не напредуваме никаде. Имавте можности порано, пред ние што сме втор мандат да бидеме пратеници, да реагирате, да заштитите. Сеќавам единствената институција која што 75% од буџетот изгласан од граѓаните си го подели помеѓу себе за паушали и за плати, беше тоа СЈО што требаше правда да донесе во Македонија. И за тоа бевте неми, и за тоа молчевте, ништо не кажавте без некој да се јави, најчесто од Струмица или од некој друг град во држава, да ви каже што да правите. И така тој балон растеше, на сега сте се име јасно, за разлика од вас, ние одиме на избори, темата право, правда и реформи во правосудниот систем беше ставен пред изборот на граѓаните. На секоја анкета немањето право и правда е клучен проблем, ама решение на него не е со вие да продолжите како до сега, да бидете судски совет во оваа држава со 2% рейтинг. На Македонија и требаат коренити промени, на Македонија не и треба козметика, зборување еден час и при тоа не кажување ништо. Велите, имавме дисциплински постапки во 2023 година, судно решение против некој си обвинител и сте го казниле 6 месеци по 30% од плата. И како сега ние да реагираме како пратеници? Знаеме дека нема правна држава, знаеме дека, потоа ќе ви кажам, пошто ве препознаваат како обвинителски систем граѓаните, и сега вие викате, казнивме еден човек 6 месеци по 30% од плата. Е сега што мисли народот? Кој ќе отворите утрово Совет за јавни обвинители, ќе ви давам некои медиуми овака, што прво известено. Слободно отворете ги, ќе ви ги читам и да видите што прво пишува за вас. Советот на јавни обвинители унапредуваше кандидати без образложение во Висшето скопско обвинителство, избрана сестрата на актуелен или поранешен министер. Втор наслов. Изборот на јавни обвинители се врши без образложение и дискусија, во Советот реагира Blueprint групата во општеството. И таму ви образлагаат како не сте си гласале против, како сте си гласале за. Трето, кој ќе изгуглате што пишува за вашата институција, Transparency International, ДКСК, велат, јавното обвинителство е најслаба карика во борбата против корупција. И вели,
Нека не постапувате по извештаите на Државниот завод за ревизија, па вели така лоши извештаи треба да паѓаат оставки и функционерите да не се таму како што се, откако ќе добиете лош извештај. Велат, не се постапува по извештаите на Државната комисија за спречување на корупција, таа ви е втора, и колку прашања ви поставиле за своји интереси, и тука пред се ставаат некои тесно партиски лични интереси. Ова не е од мене, ова не ви е од тогашната опозиција, сегашно управувачко мнозинство, ова ви од институции во државата. Многу институции, една нема што кажала добро за јавното обвинителство или за Советот на јавни обвинители. Вели вака, потенцирам. За жал, вели, оние кои најмногу треба да покажат капацитет и подготвеност, почувајќи од интегритетот и подготвеноста во борбата против корупција, едно од најслабите оценети, односно најслабо оценет столб кој што го третираат тие организации. Потаму кога ќе отворите, обвинител си разменувал пораки со обвинет, многу пораки, после обвинетиот избегал од државата. Па кога ќе отворите, доаѓате и до една поранешна звезда од обвинител, која што ве обвинува дека тргувате со влијание. Ленче Ристос, каква паметите, вели дека дувлото на непотизам, корупција и тргување со влијание е во обвинителството и во Советот за јавни обвинители. И потоа, ако отворите, имате други, се до се е негативно, еден добар збор нема за Советот на јавни обвинители. И сега го поставувам повторно прашањето. Граѓаните велат треба да се дадете оставки. Ви веруваме 2%. Сега, ако има анкета, може и 4%. Представниците на граѓаните, огромно мнозинство, ви велат треба да се дадете оставки. Онаа политичка номенклатура, која што ги гласаше вашите колеги, ги нема. Тоа кажува многу. ДКСК вели најслаб столб сте. Transparency International, ДЗР, еден нема добар збор, и затоа така го започнав мојот говор денеска, дека очекував овдека да дојдат 1, 2, 3 представници, колку сте таму, и си дајате сите оставки до собранието, да кажете се заблагодаруваме на работата ние ги исполнивме очекувањата на никого во општеството, поведете да се направи еден правен систем кој што на сите нас во иднина ќе ни користи. Да не должам многу. Ставот на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија во врска со вашиот извештај е негативен. Сметам дека треба да си понесете оставки, и досега требаше да го направите тоа веднаш. Не може некој со 2% да води такви значајни функции во државата, и ќе повторам по трет пат, немате авторитет и капацитет да воспоставите правна држава и правичен систем на јавно обвинителство во Република Македонија. Благодарам.